Со невратениот долг од милијарда и 600 милиони евра, Грција стана првата развиена земја која не успеала да и се раздолжи на оваа институција, на Меѓународниот монетарен фонд. Последна земја на која и се случило вакво нешто беше Зимбабве во 2001 година. Би сакал тој, Ципрас, да најде компромис. Компромисот е нормална работа за луѓето. Не велам дека сите мерки се во ред, но мислам дека мора да се најде решение бидејќи сме дојдени до точка од која нема враќање. Владата мора да си поднесе оставка и да бидат закажани избори, или пак да се формира заедничка влада. Не гледам друго решение. Ние сме банкротирани, зарем не гледате што се случува со банките? Откако Грција ги направи последните напори за продолжување на финансиската помош, министрите за финансии на еврозоната решија дека нема начин за постигнување договор пред истекувањето на рокот. Би било лудо да се продолжи програмата, изјави холандскиот министер Јороен Диселблом, кој е начело на телото на министрите за финансии на еврозоната. Портправот на ММФ Гери Рајс изјави дека Грција одсега ќе може да добива кредити од фондот само откако ќе ги расчисти своите обврски. Грција годинава во касата на ММФ треба да уплати вкупно 5,4 милијарди евра од вкупниот долг од околу 21 милијарда. Следната рата од 284 милиони евра треба да биде уплатена на 1 август. Грчкиот вице-премиер Јанис Драгасакис синоќа изјави дека Атина побарала од Меѓународниот монетарен фонд одложување на исплатата на долгот до ноември годинава. Рајс потврди дека Грција во последен момент побарала одлагање на плаќањето и додаде дека ММФ почнал да ја разгледува таа молба. Во меѓувреме од Соединетите Американски држави уште еден повик до сите заинтересирани страни да продолжат со преговорите кои ќе обезбедат за Грција економски раст во еврозоната врз основа на неопходни економски реформи и потребното финансирање. Како што се наведува во соопштението на Американското министерство за финансии, Соединетите држави одблизу ја следат ситуацијата во Грција и сметаа дека Атина ќе продолжи со преговорите со меѓународните кредитори кои ќе ја обезбедат неопходна финансиска поддршка за да остане во еврозоната.